Председателот на собранието ги повика учесниците на фер и демократска кампања. 309 кандидати за градоначалници и 576 листи за советници од вечерва на полнок ја стартуваат кампањата за 8-те поред локални избори во Македонија, кои ќе се одржат на 19 октомври. Со програми и проекти за граѓаните преку политичките партии или како група избирачи преку митинзи и средби со избирачите, во следните 20 дена ќе се обидат да добијат поголема доверба, која ќе им обезбеди позиција во локалната власт. ВМРО-ДПМН на изборната кампања ја стартуваат со митинг од Скопје. СДСМ на првиот ден од кампањата почнуваат во Крушево. Вреди со митинзи ќе стартува во Скопје, но во вторник, а од ДУИ се уште не откриваат. Ова ќе бидат избори со најголем број на учесници кои влегуваат во изборната трка, по можноста со 2 потписа секој да може да се кандидира. Најголем број на кандидати за градоначалник има за градот Скопје, односно 16. Скопјани ќе добијат 4 избирачки ливчиња со оглед дека избираат и градоначалник и совет на општината каде се запишани. Во останатите 80 општини гласачите ќе добијат по 2 ливчиња. Во пресред на кампањата, првиот човек на Државната изборна комисија во интервју за МИА порачува дека комисијата е подготвена за изборниот процес, а во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска атмосфера. Во интерес на сите е изборите да поминат во најдобра демократска, коректна атмосфера, пред се во делот на изборната кампања. Иако Државната изборна комисија не е надлежна да се меша во делот и да ја следи изборната кампања, ние сме надлежни само за текот на гласањето во самите избирачки места на денот на гласањето, сепак во интерес на сите, и на Државната изборна комисија, и на учесниците, и на граѓаните, и на државата која ги организира овие избори, е да изборната кампања помине во најдобар ред, односно во коректна атмосфера. И председателот на собранието Африм Гаши упати јасен повик до сите учесници во изборната кампања да се води во духот на демократските принципи. Свесен за обединувачката должност што ја имам, чувствувам обврска да упатам јасен повик до сите политички субјекти, кандидати и организацијски структури, институциите и медиумите, активистите и граѓаните да покажат висок степен на политичка и граѓанска култура, да се воздржат од секоја форма на притисок, користење на говор на омраза, поларизирачка пропаганда и злоупотреба на јавните ресурси. Собранието веќе се изјасни за сплотеност преку заедничката декларација за фер и демократски избори. Право на глас на локалните избори имаат 1.832.415 гласачи. Во 132 избирачки места во кои се потпишани помалку од 10 избирачи, гласањето ќе биде спроведено на најблиското избирачко место. Изборната кампања ќе трае до 17 октомври на полнок. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Позитивна кампања најавија од ДУИ вреди. Демократската унија за интеграција секогаш се залагало и се залага за една позитивна кампања каде што ќе имаме соочување на идеите, визиите, програмите, проектите, така што во овој правец ние апелираме и до сите други политички партии да бидат фокусирани на една позитивна кампања и на соочување на аргументите. Очекуваме да имаме коректна кампања, вреден се залага за коректен политички дискурс, како што веќе јавноста знае. Ние цело време зборуваме за тоа што сме го сработили во овој период од 15 месеци во владата. ВМРО-ДПМН вети економски развој, а реалноста е сурова, граѓаните живеат се потешко, вели лидерот на СДСМ Венко Филипче, како што порача тој пред партиските членови денеска. Мора да продолжи борбата против дивењето на цените, против запрениот раст на платите и против претворањето на институциите во партиски канцелари. По сите големи зборови, по година и пол власт на ВМРО-ДПМН, реалноста е сурова. Цените дивеат, платите тапкаат во место, институциите се претвараат во партиски канцеларии, а секојдневието е потешко од вчера.
Наместо план за иднина, гледаме тешка импровизација. Наместо правда, гледаме закочени реформи, скандали, партизација и селективна правда. Наместо достоинство во меѓународната политика, гледаме понижувања и маргинализирање на државата. Вашиот глас и вашата волја за промени беа злоупотребени. Ви ветија поинаква држава, а ја вратија старата матрица. Блиските добиваат, останатите се неважни. Ветија економија и развој, а денес се живе се потешко и потешко. Платите не ги качуваат, цените не ги контролираат. Филипчи и СДС беа тие што ја приватизираа државата, судството и институциите. Беа предвестници на криминалот и корупцијата. ВМРО ДПМН сега ги гради вистинските темели на промените, реагираат од владеачката партија. Филипчи и СДС продолжуваат да се однесуваат како паднати од Марс, како тие да не беа 7 години власт во Македонија. Лажно се представуваат пред македонскиот народ, како да првпат се појавуваат на политичкиот простор и место. Во времето на владата на Филипчи и СДС, народот живееше со 150 денари на ден. Пензионерите беа на барикадите пред влада, барајќи зголемување на пензиите, земјоделците беа повеќе на протести отколку на нива, младите учеа од скрипти, луѓе гореа живи во болници, дизајнирани од Филипче. Криминалците по улици дивееја, се даваа дури и пасоши на светски криминалци. Корупцијата беше на највисоко ниво. Судството свиреше по нотите на Заев и Филипче. По министерствата место работа се играше фудбал и кошарка. Спортот беше заборавен, културата и историјата фрлени беа во подруми да фаќаат мувла, исто како и апаратите за во болниците, кои секако ВМРО ДПМН ги набави. Времето кога владееа Филипчи и СДС не смее да се врати, велат од ВМРО ДПМН. Агенцијата за храна и ветеринарство времено затвори сендвичарница во Штипот како 5 средношколци се пожалиле на симптоми на труење со храна. Сите рекле дека јаделе сендвич со пилешки стек од сендвичарницата која била во близина на училиштето. Земени се примероци за анализа, а по добивање на резултатите ќе се знае текот на оваа постапка. 5 ученици од Штипското средно стручно училиште Колен Ехтенин завршиле на инфективно одделение, откако јаделе сендвичи со пилешки стек од сендвичара киоск во близина на училиштето и се здобиле со симптоми на труење. Мајка на ученик која сакаше да остане анонимна, раскажува дека нејзиното дете ги добило првите симптоми само неколку часа по консумацијата на храната и се сомнева во квалитетот на месото или компирите кои ги јаделе. Детето јаде стек со компири од сендвичарницата, веројатно и така и другите деца се заразиле и имат тровање. Веќе неколку дена се тука, од четврток и петок се тука децата. Кога дојде дома беше многу поспано и имаше температура. После имаше гадење, проливи и продолжи тоа во петокот цело време. И кога постана почесто дојдеме тука со упат за да им дадат инфузија. Веројатно е тровање затоа што има и многу други другарчиња и од контамирана храна доставена у сендвичарницата. Таа упати апел до надлежните да вршат чести контроли на местата каде се чува храната и на самите угостителски објекти каде се послужува. Храната што е оставена по магазините да се контролира и да се продава хигиенски исправна храна и на сендвичарниците и на рестораните кај што се служат децата со храна. Агенцијата за храна и ветеринарство преку соопштение информира дека по добиена пријава од Центарот за јавно здравје дека 5 деца се здобиле со симптоми на труење, извршили инспекцијски надзор во сендвичарата. Земени се примероци од инкримираната храна за лабораториско испитување и брисиви од работните површини. По наредба на инспекцијските служби на АХВ, сендвичарата е времено затворена се до добивање на резултатите од лабораториските испитувања со кои ќе се потврди нејзината безбедност. За Сител, Трајан Ристовски. По 13 години градба, црквата посветена на цар Константин и царица Елена во центарот на Скопје денеска беше осветена. Мир на сите. Господа. Почнат со изградба пред повеќе од една деценија, денеска осветен храмот во Скопје посветен на светите цар Константин и царица Елена. Со звонење на камбаната во 8 часот и 30 минути пред бројни верници започна церемонијата. Осветувањето го вршеше архиепископот Охридски и македонски господин Стефан во сослужение со бројни архиереи од МПЦ. Ние денес не можеме да речеме дека сме ги надминале ниту царот Јустинијан,
ниту царот Соломон, но можеме да извикаме дека со изградбата на овој храм се надминавме себе си. И навистина, ово ново светилиште, овој нов скопски, се македонски, се православен храм Убавец е радост за сите сетила и со него добиваме уште едно место во кое земјата се сретнува со небото и во кое временото постанува вечност. На осветувањето утринава беа присутни голем број верници внатрено и пред црквата. Тие велат дека за нив ова значи свечен чин и нешто кое недостасувало во центарот на градот. Па за мене ова е еден многу убав настан, требаше да има црква во центарот на градот, бидејќи плоштадот нели ни го затворија со други споменици. Една убава работа, една голема работа за православниот народ. Убав православен, мислам, ден за сите православни. Многу добро нешто што може да постои на наша златна Македонија. Толку мило, повеќе не. Така Господ здраве, среќа на сите и на нас. И на млади и на стари само здраве и мир. Многу значаен чин во центарот на градот да имаме ваков храм е велелепно нешто. Јас се викам Елена и посебна чест ми е што сум тук. На осветувањето беа присутни премиерот, министри од владата, лидерот на СДСМ и представници на дипломатскиот кор. Изградбата на храмот почна во 2012 година и траеше 13 години. Работите беа интензивирани лани со што се комплетираа внатрешното уредување на дворешности и околниот простор. Храмот низ годините постепено добиваше свој облик. Првично беше дел од проектот Скопје 2014, чија изградба се планираше да биде на плоштад Македонија, но сепак денеска локацијата на православниот храм е на улица Македонија. Габриела Лескова, Сител телевизија. Граѓаните кои денот го поминаа во градскиот парк беа згрозени од начинот на кој е вандализиран муралот со ликот на мајка Тереза на школка. Најверојатно во текот на ноќта непознати лица исцртале марама преку устата и ликот на мајка Тереза. Се работи за марама со детали од уличната урбана култура. Дури и потегот да има за цел да испрати некаква порака во општеството, граѓаните со кои разговаравме велат дека потегот е навредлив и повикаа надлежните веднаш да реагираат. Муралот со ликот на мајка Тереза и камениот мост до неа беше насликан во август 2023-та. Од тогаш до денеска на школка се одржале голем број на хуманитарни и промотивни настани. Русија го изврши еден од најмасовните напади на Украина. Деталите од Мартин Арсов. Најмалку 4 лица загинаа, десетици се повредени во еден